1 милиарда евра инвестиции во енергетиката. Турски Казанджи Груп и официјално влегува во Македонија. Владата вчера го официализираше меморандумот со турскиот холдинг, потврди премиерот Мицкоски. Казанджи Груп, која со своите енергетски компании работи под брендот Акса, сака во земјава да гради когенеративни гасни централи. Мицкоски потенцираше дека планот е турскиот холдинг да инвестира 1 милиарда евра во изградба на секундарна гасоводна мрежа, топловодна мрежа и когенеративни централи. Овие инвестиции, според премиерот, се единствено решение за справување со проблемот со загадениот воздух. По завршувањето на одморите, да седнеме и да ги дефинираме приоритетите и јас тука лично ќе се ангажирам да таа работа брзо тргне во процес на реализација, затоа што за една таква активност која што ја почнавме минатата година, тоа е инвестицијата на Алказар ветропаркот, со Господ напред, следната недела на 16 ставаме Камен Темел. Утре ќе се промовира и проширувањето на инвестицијата на турската компанија Чагата и Кабло, која работи во зоната Бунарџик. Со новата фабрика, компанијата планира да воведе најсовремена технологија и методи за производство, со што планира да ја зајакне својата позиција на пазарот и да ги задоволи зголемените барања на своите клиенти. Имаме процес инвестицијски во периодот кој што следи, новата таква инвестиција ќе биде утре. Тоа е турската компанија Чагата и Кабло, која што веќе функционира, но тие ќе најават проширување, дополнителна инвестиција од 6 милиони евра за нови 200 вработувања, ќе направат нов погон во кој што ќе го прошират својот производен асортиман и утре се гледаме таму, еве сите ве поканувам на Камен Темел. Премиерот ја потенцираше инвестицијата за изградба на ветерниот парк од речиси 0,5 милиарда евра на Алказар Енерджи, што ќе се гради во реонот на Карбенци, Штип и Радовиш. Тој рече дека ова вложување ќе се реализира без специјални закони за гарантирани откупи, а од друга страна државата ќе добие за 100 милиони евра поголем приход во бруто домашниот производ, што треба да значи учество од 20% во вкупното производство на струја. Токму оваа крупна инвестиција беше првата што владата ја најави уште во првата недела од својот мандат минатата година. Вчера стартуваше изградбата и на најголемиот капитален проект во последнава деценија, гасниот интерконектор со Грција. Проектот чини 60 милиони евра. Финансиската конструкција е заокружена преку заеми и грантови од Европската унија, Европската банка за обнова и развој и Европската инвестицијска банка, а изведуваче домашната компанија Rapid Build. Тој официјално треба да биде пуштен во употреба во 2027 година.